Продолжија партиските преговори со цел представниците на политичката четворка да направат поместување во условите за избори кои би овозможиле полесен пат лидерите на партиите потписници на Прежинскиот договор да го договорат датумот за избори и составот на преодната влада. Представниците на 4 партии потписнички на договорот од Пржина денеска повторно на заедничка маса со амбасадорите на ЕУ и САТА Иво Ораф и Џејс Бејли, исто како и вчера Радмила Шекеринска од СДСМ, Никола Тодоров од ВМРО ДПМН, Артан Груби од ДУИ и Имер Али од ДПА и денеска разговараат за избирачкиот список и реформите на медиумите. Доколку се договорат за овие две прашања, тогаш за датумот за избори и за составот на владата која треба да ги спроведе изборите, ќе расправаат партиските лидери на заедничка средба со амбасадорите, велат партиски извори. Според неофицијални информации на вчерашните преговори имало мало поместување околу медиумите, но генерално партиите остануваат на своите ставови. Според извори од ВМРО ДПМН во моментов важно е СДСМ да признае дека избирачкиот список е прочистен и да каже дека се создадени услови за избори. Вчера посредбата со амбасадорите Шекеринска побара што поскоро да се обезбедат услови за да се одржат фери демократски избори. Неопходно е што поскоро да се исполнат сите услови за фери демократски избори и на тие избори да знаеме дека нема да бидат повторување на претходните криминални избори и да им дадеме шанса на граѓаните, а не на власта, да одлучуваат кој ќе ја носи одговорноста за Македонија во следниот период, рече Шекеринска. Целта на меѓународната заедница е до крајот на неделава да се организира лидерска средба, како што најави и Брисел.